Македонските ракомедни клубови се подготвуваат за предизвиците во новата сезона за остварување на своите цели. Младосот Богданци влегува со високи амбиции една цел – враќање во Суперлигата. Клубот покрај тоа што се засилува со искусни играчи мисли на своите таленти, а за таа цел ги продолжи договорите со 5 ракометери од својата школа. Се работи за 20-годишниот Курже напаѓач Стамен Гогов, потоа со 20-годишниот среден бек Ѓорги Ѓурик, со 21-годишниот Душан Каракалашев кој игра како среден бек, со левото крило Димитар Пеев кој има 24 години и со Ефе Дризов кој има 17 години, а настапал на позицијата голман. Претходно клубот го промовираше искусниот стратег Горан Андоновски за нов шеф на стручен штаб, а беа представени неговиот син Даниел Андоновски, србинот Лазар Адамовик и младиот талент Гоце Аргиров кој потекнува од школата Младост, а доаѓа од редовите на Струмечки стадион. Суперлигашот Куманово за новата сезона ќе има нов тренер, откако клубот го представи искусниот Аце Станковски, а досегашниот тренер Љубоше Димковски е нов спортски директор на клубот. Станковски изминатите сезони ги водеше младинските категории на Куманово, а сега управото му даде доверба да го води првиот тим како шеф на стручен штаб. Големи промени ќе претрпе Тиквеш за новата сезона, бидејќи клубот се разделува со 10 играчи кои во новата сезона нема да го носат дресот на Суперлигашот од Кавадарци. Од Тиквеш си замена десниот бек Ани Обина, десното крило Евгени Темелковски, потоа пивотот Кристијан Атанасовски кој е нов играч на Вардар. Од клубот си замени Даниел Андоновски кој веќе е промовиран во амбициозниот прволигаш Младосот Богданци, Славчо Шулевски кој е нов ракометар на Euroform Пелистер 2, а од Тиквеш заминува и Дарио Кофиловски и Јован Даневски. Тренерот Кристијан Грчевски останува да го води Тиквеш и во новата сезона, а во истата нема да може да смета на услугите на Игор Арсик, Спасоје Гачевик и Игор Кривокапик, додека пак Борче Соколов ја завршува својата професионална кариера. Позитивно во клубот е тоа што капитенот Страхиня Симик се враќа после големата пауза поради повреда. Грчевски го очекува период каде ќе треба да ја склопи целата екипа за предизвиците од новата сезона, каде целта покрај безубавањето на плейофот ќе биде и борба за место во Европа. Тимот од Кавадарци веќе поднесе барање за вајлд карта за ЕХФ Европскиот куп и сега чека дали ќе добие позитивен исход од истата.